15-те бројни Христови страдалници на Тивиреопол, верни заштитници, како светли звезди денес блескаат. Така стои напишано во една од строфите на канонот на светите 15 тивиреополски свештеномаченици од светиот Константин Кавасала, архиепископ Охридски. Ако направиме временско премостување помеѓу времето на создавањето на канонот за мачениците и денот денешен, ќе дојдеме до извонреден заклучок дека во поглед на духовноста на овој наш град, нештата останале непроменети. Она што многу одамна било напишано, се рефлектира и во секој свечен миг како огледало на безвременскиот култ кон светите 15 тивиреополски свештеномаченици, култ кој се негувал, се негува и ќе се негува, се дури постои овој град на лицето на земјата Господова и се дури живеат Божји чеда во него. Тоа ни дава за право да бидеме горди на вредностите кои ги чуваме во себе, како аманет од предците и како долг кон оние кои не дарувале со вера, надеж и љубов. Да, Струмица, како звезда под небото, и денес ги има своите заштитници кои се уште блескаат над нас како светли звезди. Ете затоа, повторно сме собрани и на овој 11 декември во оваа лето Господово 2019, за да ја покажеме искрената верност кон возвишените вредности кои не продуховиле и не одржале низ минатото во бројните столетија на нашето древно постоење. Ете затоа, повторно им се поклонуваме на заштитниците на нашиот град, светите 15 тивиреополски свештеномаченици, за да нанижеме уште една монистра во духовниот гердан на Струмица и струмичани, гердан кој не прави побогати, посрекни и посебни. За да ги спознаеме вредностите на овој ден, но и значењето на 15-те апостоли, мора секогаш повторно и повторно да си припомнуваме на неизбришливите факти кои го создаваат мозаикот за нивното постоење и за духовното богатство кое ни го оставиле на дар. Па така, пред повеќе од 16,5 века, овој наш град станал вистински центар на христијанството, за што сведочат зборовите. Тивиреопол достигнал да стане како некоја кула од секаде видлива, која раздавала светлина на верата на другите градови на запад и ги враќала од мракот на заблудата оние кои се наоѓале во длабокото море на неверието. Воопшто не е случајно што свештеномачениците токму на оваа грудка земја нашле малку слобода и со словото на нивните души обработиле за Христа богата нива со изобилно класие. Житието ќе каже: идолска лага и злочестието го разобличија и Христа го проповедаа победниците на смртта најсвештени. Храмот, кој безимените струмичени го подигнале во чест на светите апостоли, не е духовен магнет кој не привлекува само на денешен ден. Тој од секогаш бил и ќе остане гнездо на спокојот, во кој душата струмичка, но и не само таа, бара простор за молитва, желба за исповед и порив за спасение. Така било од давнина, така и денеска, така ќе биде и за векутума века. На тоа не подсетува канонот на мачениците во кој меѓу другото се вели: кладенец на чудеса и извор на безброј исцеленија, река на благодет и очистување на душата, храмот е на светите 15. Дојдете верни во него да се просветлите. Драги пријатели и сограѓани, секој наш ден со својот крст начело го поминуваме чекорејќи по оваа струмичко тло кое памет и бројни приказни и патешествија. И секогаш треба да имаме на ум дека тоа тло, таа почва тивиреополска и струмичка е натопена со крвта на свештеномачениците. Таа крв во името на верноста и страјноста кон Словото Божјо беше пролеена на денешен ден пред 1657 години.
Големите напори на безбожниците, светите 15 апостоли да се откажат од Христовата вера и од својата света мисија, останале безуспешни, па мачениците тоа го платиле со своите животи. Затоа и за сите други настани поврзани со проповедниците на христијанството зборуваат житијата, каноните и сите други материјални докази кои се трајни сведоштва за никулците на нашата вера. Тие оставштини велат дека во времето на римскиот император Јулијан отпадникот бил издаден акт за голем прогон на христијаните од империјата. Јулијан, како син на Констанци II и брат на Константин Велики, постапувањето на императорскиот престол ги вратил старите пагански верувања и го отфрлил христијанството, издавајќи наредба за одмазда врз оние кои нема да се вратат кон старите обичаи. Во градот Никеја, Мала Азија, или денешен Изник, била прочитана наредбата на императорот според житието по новонастанатите состојби, меѓу оние кои побегнале од градот биле и боголюбците Тимотеј, Комасиј, Евсевиј и Теодор, кои најпрвин се населиле во Солун. Тие сакале токму во овој град да го шират христијанството и Словото Божјо, но солунчаните им рекле дека во нивниот град не се созреани условите за такво нешто, па ги советувале да отпатуваат на север до Тивериопол, денешна Струмица, каде што веќе постоела христијанска почва. Тоа тие и го сториле. По доаѓањето на овие наши простори, Тимотеј станал епископ на Тивериополската црква. Комаси се замонашил, а истото го сторил и Евсевиј. Теодор бил исто така епископ и учесник на првиот Вселенски собор одржан во Никеја во 325 година. Со нивното проповедање на христијанството, тие веднаш биле прифатени од местното население, па така во нивната мисија се приклучиле и Петар, Јован, Сергиј, Теодор, Никифор, Василий, Тома, Еротеј, Данаил, Харитон и Сократ. Уште тогаш почнала да се шири нивната слава на доследни христијански проповедници и чудотворци. По извесно време во Солун службениците на императорот Јулијан отпадникот чуле за нивното дело, пошто следувала наредба за нивно погубување. 15 свети апостоли биле погубени, а нивните тела биле расфрлани на разни страни, но жителите на градот ги зеле телата и ги погребале во посебни гробови на кои биле напишени имињата на секој од нив. Телата им биле погребани во доцно античка некропола надвор од градот. Моштите на мачениците станале извор на повеќе чуда. Нивната исцелителна моќ била толку голема, што болни оздравувале, слепи прогледувале и неподвижни проодувале. Едно од тие чуда е и одсечената десна рака на Тивериополскиот свештеномаченик Петар, која се уште се чува во црковен храм во градот Кукуш. Денот на погибието на мачениците, 28 ноември по стариот или 11 декември по новиот календар, е денот што се слави како патрон на нашиот град, како ден на заштитниците на Струмица. Токму во тие настани и во времето за делување на свештеномачениците лежи зародишот на христијанството во овој наш град. Честувајќи ги ликовите и делата на светите 15 тивериополски свештеномаченици и гледајќи ги работите од денешна временска перспектива, станува нужно доследно да ги ползуваме вредностите кои ни се оставени во наследство. Вербата, човечноста, љубовта, непоколебливоста, хуманоста и сите други доблести кои ги поседувале служителите Господови, треба да ни бидат урнек за креирање на нашите животни патишта. Згора на тоа, тие ставиле неизбришлив печат за повеќе вековното значење на овој наш град, во кој живееме, се радуваме, тагуваме и обстојуваме. Токму затоа, имаме немал број причини да го чуваме споменот за нив
и да ја негуваме безценетата лепеза која произлегла од нивните духовни проповеди. За да го сториме тоа, мора да престанеме даислугуваме на суетата, мора зборот ние да го ставиме пред зборот јас, мора да ги повикаме на помош свеста и совеста за да ни бидат сопатници во животот. Како насушна потреба за вода и леп, имаме потреба да ја пронајдеме вистинската терезија, онаа со која се мерат нештата во животот. На една страна од терезијата се наоѓа омразата, злото, нечовечноста, лагата, а на другата љубовта, добрината, човечноста, вистината. И нашиот Севишен Господ и светите 15 тивриополски свештеномаченици, но и сите ние добро знаеме кои нешта повеќе тежат и кои нешта на крајот триумфираат во животот. Во тој поглед, неприкосновена е вистинолюбивоста за која секој човек е жеден и гладен. Но секој човек треба да знае дека лагата е снегот, а вистината е сонцето. Сонцето на нашето живење, а сонцето е тоа што го топи снегот. Нам ни останува само да бидеме добри луѓе. Да бидеме луѓе достојни на зборот човек. Треба да не им се подчинуваме на стереотипите и предрасудите. Да го почитуваме минатото, но не да му робуваме. Да мечтаеме за иднината, но да не ги оставаме мечтите непоткрепени. Да ја живееме сегашноста сонувајки со отворени очи и ползувајки го јавето во кое ќе бидеме градители на безвременски мостови кои ќе ги поврзуваат луѓето, за да се почитуваат и сакаат повеќе. Да бидеме големи и да го откриеме скриеното богатство на нашите души и срца. Големината на човекот се мери со љубовта, добрината, кој ги носи во себе и несебично ги споделува со останатите. Едно добар ден, една насмевка, еден убав збор и една подадена рака вредат повеќе од сите богатства на овој свет. Да сме и верни на верата и да ја негуваме љубовта кон 15-те светители и кон Христа. Да си ја сакаме струмица, како што се сакаат ближните и најмилите. Да си ја сакаме не само со зборови, туку оставајки белези на нашето постоење, како надградба на нејзиното долговековно постоење. Овој град постоел многу долго време пред нас и ќе постои уште долго време после нас. Него го граделе генерации и генерации струмичани, а ќе го градат и оние кои ќе се родат под струмичкото звездено небо и во следните години, векови и столетија. Тогаш, ајде да ставиме и ние добар камен во добриот мозаик наречен Струмица. За градот во кој живееме секогаш треба да имаме добри намери и да бидеме упорни истите да изродат добри дела. И треба да знаеме дека Струмица на љубовта ќе ни возврати со љубов, на добрината ќе ни врати со добрина. Почитувани сограѓани и гости, има една народна изрека која вели: кога уживаме во некој сладок плод, треба со благодарност да се сетиме и на оној што ја засадил овошката. Денес, кога ги чувствуваме благодетите на нашата христијанска вера, со благодарност испомнуваме на оние кои не даруваа со семето христијанско, дрвото христијанско и плодовите христијански. Да ја чуваме, да ја негуваме таа наша вера, за да можеме постојано да се насладуваме од нејзината благодет. Да ни е вечен денот и споменот на заштитниците на градот, светите 15 тивериополски свештеномаченици. Да ни е убава, среќна и вековита нашата Струмица. Ви благодарам.